Честитки за сензационалниот успех. Што се случи на полувреме? Македонија на почетокот од вториот дел излезе со една таква верба во победата што видовме дека Грузија воопшто немаше одговор и не се врати по примениот гол, немаше никаква реакција од нивна страна. Па добро, ние со таа верба и дојдовме во Грузија, бидејќи знаеме дека имаме по квалитетна репрезентација, имаме стварно квалитетни играчи кои што се навикнати да играат вакви надпревари, а како што кажав и пред надпревара 2-3 дена, дека ова репрезентација има играчи кои што знаат да одиграат вакви доста битни надпревари и тоа го покажавме денеска на овај надпревар. Второ полувреме стварно излеговме, одигравме машка некако што треба, го постигнавме голот во право време и после тоа не му дозволивме на грузискиот тим да не загрози. Игравме до крајот на утакмицата добро, со висок пресинг, ги пресиравме цело време, имавме уште 2-3 шанси. На штета не завршиме утакмицата подобро, али добро. Вака е посладко. Се пласиравме на тоа европско првенство. Уште не сме свесни што направивме. Бидејќи цело време бевме во собликална и сега моментално сме на аеродром, али кога ќе се вратиме во Македонија, кога ќе ги видиме тој македонски народ по улици, слават за ова што се случува, стварно ќе сватиме дека направивме многу голема работа, бидејќи во вакви тешки времиња да израдуваш 2 милионски народ не е мала работа, а ние тоа успеавме. И се надеваме дека сега и на европско ќе се прикажеме во добро издание. Знаеме дека почнуваме на 13 јуни против Австрија. Австрија и Унгарија се првите две утакмици, мислам дека имаме големи шанси и да одиме понатак, али здраве Боже сега да прославиме, да уживаме во овие моменти и после тоа ќе размислуваме за се останато.